Домот му е во центарот на Чикаго. Изминативе години патуваше во Јапонија, Кина и Шведска, за деновиве конечно да стигне до родниот Велес. Дома го искористи престојот на светски познатиот кларинетист Благој Ламјов за да поразговара за неговите последни успеси. На коледжот во САД магистрираше пред 1 година. Предава кларинет во тамошно училиште, на свирки речиси секој ден во неделата, но во меѓувреме ја афирмира македонската музика на секаде во светот. Шетам многу и некогаш ми е довде дојдено искрено. Последно бев Кина и Јапонија, 6 недели, свирев со еден симфониски оркестар од Америка, се викаше Hollywood Concert Orchestra. Така бевме во Кина, во Јапонија бевме Hollywood Film Orchestra. Свиревме музика од филмовите, дел од филмовите. Луѓе го научиле македонски фолклор, еден дел од нив стварно знаат повеќе од некои наши професори по етномузикологија. Искрено, мислам, ова го кажувам без навреда. Тука морам да го спомнам и еден пријател од Чикаго, кој е кинез и се вика Џон Кво. Џон Кво и Галија, неговата сопруга, се луѓе кои што искрено знаат повеќе од било кој македонец за македонскиот фолклор, за македонските игри и музика. Вели нескромно е што ќе речам дека сум еден од најбараните кларинетисти во Чикаго, но горд сум што имам огромна можност да бидам амбасадор на традиционалната музика од нашите простори. На својот инструмент обожава да свири секаква музика, од народна до класична, на свадби и во ресторани, но и во огромни концертни сали. Многу е тешко да се опише чувството со збор, искрено. Тоа само може да се почувствува кога човек стои на една сцена, без разлика колку луѓе има во публиката, дали се 10, 20, 1000, 2000, чувството е едно. Таа возбуда пред концерт, за време на концерт, после концерт, во ресторант или некоја седенка со колегите, таа возбуденост мислам дека ми го продолжува животот. Шетајќи по светот наишол на многу интересни луѓе и невообичаени случаи. Дел од нив откри и пред нас. Имав едно интересно искуство еднаш. Бев во еден ресторант со еден пријател и тоа да ти бил ресторанот на личниот кувар на Опра Винфри. Човекот дојде, пошто се познаваше со мојот пријател, и кажа една интересна случка. Рече, разговарав со Леди Гага пред некој ден, сакаше, ме замоли да отворам ресторант со незиниот татко, затоа што на Леди Гага татко и имал преголема желба, животна желба, да отвори ресторант. И Леди Гага го замолила Арт Смит, кој е личниот кувар, беше личниот кувар на Опра, да отвори ресторант со татко и на Леди Гага и да му оствари желбата, животниот сон. Ламјов подолго време е заминат од земјава, но секогаш кога ќе се врати сака да научи нешто ново за незината историја. Неостварена желба му е да патува низ светот и свири со виртуозот на пијано Симон Трпчевски. Сепак вели, живеам од ден за ден. Ја користам секоја шанса и имам големи планови за светска кариера. Ако тргне работата со музичково училиште кај што почнав да предавам, може би ќе останам во Чикаго. Мислам дека ако си заминам од Чикаго, градот нема да биде ист без мене. Вака сега ќе се пофалам, но таму сум и знам што се случува и сум еден од најмоќните музичари, искрено. Другиот план ми е, ако можам да постигнам една светска кариера, што е многу тешко, затоа што колку и да е добар продуктот и е запакуван и се, го имам веќе, многу е тешко да се продаде кога го немаш името, кога името не е познато и не е големо. Но се надевам, се трудам, се гледа една мала светилка на крајот на тунелот, значи се надевам дека ќе и се доближам и дека ќе остварам една светска кариера.
Моите учители се мои кралеви, вели Ламјов и смета дека патот до успехот е многу полесен кога се учи од најдобрите. Порачува дека за да се измени состојбата со младите музичари од земјава е потребен подобар однос на професорите со учениците. Сакав да им кажам кој сум, што сум. Во